Нашиот следен гостин е госпоđата Катица Николова. Добро утро, госпожа Николова, во студиото. Добро утро. Катица Николова, која е заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата, ДКСК, така наречена, позната и така натаму. Прво, работите веројатно во некаков скратен капацитет, почна летните одмори или сте се уште сите во полн состав од комисијата на работа? Делумно некои ги користат годишните одмори, делумно се уште имаме вработени кои што ги користат мерките на владата како мајки на деца до 10 години, самохрани родители, хронични болни, така што нашето работење е стварно во многу отежнати услови. Како и на сите други. Работевте од дома месециве, мислам и самата комисија, заседававте по дигитален пат, или сепак се среќававте? Не, бевме на работно место во канцелариите. Успеате да одржите овие сите норми и така натаму мерки? Да, седниците наши не се веќе пред медиуми, меѓутоа на крајот или на среде на седница излегуваме со соопштение за она што мислиме дека е во интерес на јавноста да го дознае изворно, онака како што би го пренели медиумите доколку присуствуваат на седницата. Меѓутоа ние и после седниците известуваме, праќаме известувања до сите медиуми за она што мислиме дека е секако интересно да се сподели со јавноста. Бевте и вие вклучени во изборите, бидејќи ДКСК е инстанца на која што вие пред се занимавате веројатно со следење на предизборните кампањи, финансиските аспекти и така натаму, дали доаѓа до тој тип на судар на интереси, злоупотреби и така. Меѓутоа, примате и пријави, жалби и така натаму во врска со изборниот процес. Како ви помина таа активност во изминативе пар месеци, бидејќи бевме во една интензивна предизборна, а потоа изборна активност? Така. Надлежноста за следење на изборите не е нова надлежност на комисијата. Таа е вклучена и со законот кој што беше на сила до 2019 година. Меѓутоа, со новиот закон надлежностите се во многу зголемени и постојат рокови во кои што комисијата треба да постапи во случај да се поднесени приговори. Тука морам да кажам дека законот врши разграничување на видовите пријави кои што се доставуваат до Државната комисија. Приговор може да достави учесник, овластен учесник во изборна кампања или овластен наблюдувач, медиум или здружение кој што ги наблюдува. И во таков случај, доколку се работи за повреда на членовите 8а, 8б и 8в од изборниот закон кои што се однесуваат на злоупотреби на буџетски средства за изградба, пуштање, реконструкција на објекти или за вработување и слично, ние мораме да постапиме во рок од 5 дена откако ќе го добиеме приговорот. Што значи ние веднаш доставуваме барање до институцијата која што е на која што е посочено, да достави она свое мислење, документи, докази. Поминавме низ тоа, имавте неколку интервенции. Да, оваа година беа помалку, приговори добивме 5. Так. Сите беа од ВМРО ДПМН, како учесник во изборна кампања. Од тие 3 се отфрлени. Еден приговор е усвоен. Побарана е за личноста што е посочена во приговорот, побарана е одговорност пред влада, постапката е во тек и еден приговор го прифативме, меѓутоа преку тужба на управен суд Управниот суд ни ја отфрли одлуката, така што останува. Тоа и го прочитавме. Сепак ми се чини дека особено важно ќе биде она што вие сега и понатаму ги следите изборите, вие ќе се занимавате и со аспектите на финансирање на изборите и откако се тие завршени, вие ги течат законските рокови во кои треба да се затворат изборните сметки, кои се посебни сметки и така натаму. Како ви се одвива оваа активност и имате ли тука некакви посубстанцијални забелешки околу финансирањето на изборите? Така, ние се припремавме врз основа на искуството што го имавме минатата година, кога бевме во исти ден, да речем, избрани ние како членови на новата комисија и беа распишани изборите за претседателските избори. Малку бевме неспремни за минатите избори, меѓутоа од ова
дистанца се спремивме солидно, со тоа што успеавме да извршиме измени во изборниот законник, со кои што ќе овозможиме механизми на комисијата во текот на изборниот процес да следи. На кој начин го направивме тоа? Го направивме што обезбедивме директен пристап до сметките, трансакцијските сметки на сите учесници во партиите и ние на дневна база следиме кој Кога велите уплатил... на сите учесници во партиите, што значи тоа, на членството или говориме за партиите како ентитети правни? Значи, учесникот во изборната кампања треба да отвори посебна трансакцијска мислите сметка. на тоа, така е. Ние имаме пристап до таа трансакцијска Што значи сметка. тоа пристап ја следите дневно? Ја следиме дневно кој уплатил, колку уплатил, зашто е платено, како е платено. Ова е подготовка за периодот кој што следи сега до објавувањето на конечните Госпожо Николова, финансиски вие знаете извештаи. дека, како што знае целата јавност и јас, не се прават злоупотребите преку трансакцијските сметки. Јасно. Предпоставам дека, иако имаме случаи кога, да речеме, некои големи партии останаа со незатворени сметки, со големи долгови после изборите. Имате ли ингеренции во другите евентуални, да кажам, овие маневри, манипулации кои би можеле да настанат со финансиите, ако и не врват низ трансакцијските сметки? Правите ли, да речеме, не знам, некаква компаранција на активностите со финансиите, бидејќи може да дојде до диспаритети? Го имавме во предвид сето тоа. Значи, она што е легално и што е видливо на трансакцијските сметки е законско. Меѓутоа, ние од тој аспект оваа година имавме поддршка од ИФЕС, кој што не поддржа ИФЕС е што? Тоа е меѓународна организација за следење на избори, за политичките партии, за финансирањето на политичките партии, кој што дава совети, поддршка и така натаму. Имавме од нив поддршка во смисла на обезбедена финансиска помош за 17 набљудувачи кои што ги искористивме во изборните единици. Тројца, четворица, зависи од големината на изборната единица, кои што имаа задача да следат на кој начин политичките партии се рекламираат. Билбордите, каков вид на билборди има, дали се само билборди или се на оние сега што ги рекламираат од една на друга страна на улицата, висат од озгора, на згради, плакати, така. Значи, секако вид рекламен материјал што го делат на граѓаните. Изборни канцеларии, каде се лоцирани, како се лоцирани, кога се одржуваат средбите со граѓаните, возила користат, не користат, значи зошто ни беше потребно ова? Тоа се начин на кој што се прават трошоците. Ако се прикажат сите трошоци, ако се прикажат сите видови рекламни материјали кои што се искористени во текот на изборната кампања, мора да бидат обелоденети во фактурите. Многу ме интересира, ова се уште едни по-класични, да кажем, методи како се прават кампањите и сигурен сум дека се полесни за следење од финансиски аспект. Од друга страна, сведоци сме дека тоа се пресели прилично на оваа дигитална социјална сфера во медиумите, каде што се трошат пари, но не сум сигурен дали вие имате увид во тоа како се трошат пари, бидејќи се работи сепак за светски некакви социјални мрежи кои што и не екзистираат во Македонија за да тука бидат контролирани. Така. Во фазата кога беше измената на изборниот законник, кога се предлагаа измени, ние настојувавме порталите да бидат исклучени од процесот на рекламирање, на платено политичко рекламирање, токму поради тоа што ниту може да се следат кој рекламира, колку рекламира, ниту па кај нас има начин некој го следи колку портали се присутни, се легални, имаат законска можност да работат, па и да рекламираат. Стара е таа полемика, мислам, бидејќи се работи за легални аспекти кои што не можат да се Меѓутоа, изборниот законник пројде како што пројде, предвидено е да не може да се исплати повеќе од 15.000 евра по портал без пресметан ДДВ, што значи тоа лично јас сметам дека е тоа малку голем износ за еден таков вид на рекламирање. Дури и настојувавме, ако веќе се обезбеди тоа, ако се овозможи да биде на некој начин сето тоа регулирано. Меѓутоа и тоа не пројде, бидејќи како што знам, најмалку 6 месеци треба да биде регистриран порталот за да може да учествува во изборната кампања.
Знаеме на кој начин се формираат порталите, кој ги формира, како ги формира. Ние искрено тука немаме ниту можности, ниту знаење, па и човечки капацитети да го следиме тоа. Меѓутоа се надеваме дека со помош на цивил кои што се вклучени повеќе во овој дел, ќе добиеме некои индикации, насоки. Барем мониторинг таму се одвива, Да. кај што ќе може да некаква можеби подготовка за некои наредни избори. Они се подготвија посебно во овој дел за следење на рекламирањето преку порталите, така што размената на податоците секако ќе дојдат тие извештаи до нас, ќе ги имаме ние во предвид и на кратко кога ќе ги сумираме резултатите, јас се надевам дека ќе испаднеме со доста добра Катица оценка. Николова, заменик председател на Државната комисија за антикорупција, што викаме, ние за спречување на корупцијата. Госпожо Николова, мирно помина изборите, релативно речено. Мислам, вообичаени некакви забелешки. Мислам дека Алијансата најмногу се жалеше и таа коалиција Алијанса и алтернатива околу настапот на ДУИ во некои места, но вие ќе имате своји завршни оценки за неколку месеци. По законот имате неколку месеци да ги сведете заклучоците. Но сепак и од тоа што го работи комисијата, што ви се првичните согледувања? Помина окей изборите или ќе имате некакви по-драстични, да кажем, заклучоци? Ние не го следиме изборниот циклус. Да, вие кој се како занимавате се со други рекламира. аспекти, да. Да. Нашиот фокус е финансирањето и да не се дозволи злоупотреба на буџетски средства за потребите на изборните кампањи на политичките партии. Од тој аспект ние имаме обврска во рок од 90 дена од објавувањето на конечните резултати да доставиме извештај, посебен извештај до Собранието на Република Северна Македонија во кој што ќе ги нотираме сите процеси кои што ние сме ги започнале, сме ги завршиле во текот на изборниот процес, а во насока кои што ќе бидат во следење на изборите. Од тој аспект ќе кажеме за кои колку пријави сме добиле, колку приговори сме добиле, како сме одлучиле по тие приговори, по делот на финансирањето, која политичка партија доставила навремено извештаи, на што се однесуваат тие извештаи, меѓутоа во меѓувреме ние ќе ги анализираме тие финансиски извештаи со оние што ги доставија, овие меѓувремените извештаи за донации. Не чека нова влада. Од оваа влада се очекува многу повеќе отколку претходната, пред се заради политичкиот контекст на претходната, начинот на кој што доминира некакви прашања кои што се повеќе на надворешно политичка агенда и така натаму. Од оваа влада се очекува многу повеќе врзано за борба против корупција, криминали, судири на интереси и така натаму, и притисокот е јасен во таа смисла, без разлика што можеби да бидеме сведоци дека можеби и стари актери ќе се појават во потреба за нова улога. ДКСК што прави во таа смисла? Се подготвувате ли што од почетокот цврсто да ги земете, што се вели, работите во своји раце и да ставите јасното знаење дека ќе продолжите, бидејќи вие не бевте нежнени во претходниот мандат, да кажем, на претходната влада, но сепак има еден нов старт, еден нов почеток. Се подготвувате и вие како комисија за тоа? Да, ние го изготвивме согласно законот, законските рокови што ги имавме, го изготвивме првиот извештај за работењето на овој состав на комисијата за периодот од февруари до 31 декември 2019 година и таму нотиравме многу слабости пред се кои што произлегуваат и од законите, значи не се директно вина на Државната комисија, меѓутоа дадовме и препораки и до владата, и до Собранието на Република Македонија, на кој начин сметаме дека нормално со нивна помош, преку измена на закони, преку техничка поддршка, би можело нашето работење да биде поефикасно. И ние веќе чекаме да се состави новиот парламентарен состав и после тоа владата, за да излеземе со нашите барања. Јасно ми е дека ќе имате барања, имате веројатно добри причини за тоа, тој системски дел од работата е јасен, но од вас се очекува да бидете присутни и да правите врева, што се вели, да прозивате, да се подготвувате во таа насока за нова сезона. Па ние работиме на доста... Колку отворени случаи имате покрупни? Имаме доста случаи како ги малку со короната, ограничен број на вработени во сите институции, малку пристапот до податоци, информации ни е потежок, но и така имавме
тежок пристап. Немаме информатичари, немаме информатички систем, немаме поврзаност со институциите, значи работењето го одиме пешки во ова Уште не сте поврзани, бидејќи тоа и со вашата председателка овде кога го разговаравме пред пар месеци. Па добро, што се прави во таа смисла? Па како може да продолжите да работите ако тоа не го... Па нема, еве сега ќе ви кажам, имаме проблем со образецот за пополнување на имотната состојба. Сега ќе дојдат тие се сега ќе дојдат и за стари и за нови. Значи ќе имаме прилив на мноштво пријави. Ние со законот бевме обврзани во рок од 60 дена од примената на новиот закон за спречување на корупција и судени интереси да го донесеме образецот кој што ќе биде споен и за имот и за судени интереси. До сега беа два посебни. Меѓутоа услов е тој да се поднесува електронски. За да се поднесе електронски треба да имате соодветен софтвер. Ние се надевавме дека минатата година ќе обезбедиме таков софтвер барем до крајот на годината, на декември, со обезбедени средства од донатори и така натаму, меѓутоа работата запре во ноември месец, кога буџетот беше формиран, заклопен на некој начин, се знаеше кој зашто може да обезбеди пари. Ние во таа комбинација не влеговме затоа што бевме сигурни дека донаторот ќе истрае во својот проект до крај. Меѓутоа во ноември месец тој се повлече. Останаа некои огромни пари што ние не можевме да ги обезбедиме за тоа. Сега оваа година се обедуваме барем дел по дел да го обезбедиме тој за софтвер. колку пари станува збор? Колку е тоа скап проект? Па не знам, проценка беше на донаторот дека е некаде околу 700-800 евра. Бидејќи е комплексен. Тоа се комплексни, веројатно има и заштита во себе. Дефинитивно. Значи, поентата беше, носечкото беше во тој дел обработката на анкетните листови, поврзувањето на комисијата со сите можни институции кои што се должни да ни даваат податоци и така натаму, меѓутоа и начин на кој што ќе ги поврзуваме, Распишавте тендер за таа набавка? Се уште не, затоа што роковите во изборниот закон се уште течат. Меѓутоа го подготвуваме тендерот. Да се направи таков софтвер ќе бара време, тоа не е. Тендерската спецификација е направена. Значи донаторот си ја направи. Меѓутоа тендерската документација сега ја подготвуваме и штом ќе поминат роковите за избор на влада, ние ќе го објавиме тој јавен оглас повик и се надеваме дека овој пат ќе биде успешно, барем делумно до крајот на годината да можеме да завршиме еден дел од нашата работа. Катица Николова, заменик председател на Државната комисија за спречување корупцијата, благодарам за ова утринско гостување. Нашите слотови се по 10 на 15 минути. Немаме простор за големи анализи, но сигурен сум дека со оглед на тоа што го најавувате, ќе имаме можност од септември секако да нека помине овој последен летен голем месец, па да се фатиме повторно во костеци со вашата работа и вие со оние што ви се работа. Благодарам на поканата.